на присутни од овој денешен број, што го има само под младокот на партијата. Да не му одговараме денеска ние на СДСМ. Не е од интерес денешен наш СДСМ. Предизвикот го прифативме поради потребата, главниот наш документ што денеска го нудиме во оваа изборна година, да добие подршка од што поголем број на млади луѓе. Тоа би му дало особена тежина и вредност и што е најбитно, јавност. 1300 делегати, односно секој илјадити гласач од целокупното гласачко тело во Република Македонија, денеска се тука и ќе размислуваат и ќе допринесат овој документ да биде прифатен веројатно. Со својата подготвеност и транспарентност, тие ќе допрат до денот на изборите, до секој гласач и ќе му ги пренесат овие наши нови оптимистички пораки. Дами и господа, иднината е нашето време. Ние го прифативме ризикот на универзалната слава, кој што денес за нас повеќе и не е ризик, од едноставна потреба за детална и сериозна проверка на целокупната организацијска мобилност на Унијата на млади сили, на која што на финале секако проверка ќе додат и изборите. Мислам се согласувате дека главниот мотор кој што ќе треба да ја преора државата, да тропне на секоја врата, да го излепи секој зид ако сакате, денеска е присутен во салата, а веројатно и околу неа. Ако денеска заеднички се сложиме, дами и господа делегати на годишната конференција, дека иднината на нашата земја, согласно на што го каже председателот премалку, во многу зависи од годинашниве избори, тогаш во многу иднината на оваа многувековно изнамачена земја е присутна токму во оваа сала. Ние сме тие кои што нема да дозволиме повеќе младите да бидат маргинализирани структури во општеството. Владеачките структури, напротив, 7 години не направија ништо за нас. Никаков конкретен чекор. Затоа, извршниот комитет и сите други нивоа на организацијата на Унија на млади сили сериозно се запати за работа, односно подготовка на младинската политика. Нешто што му недостига на нашето општество. И овој предизвик го совладавме. Уште ќе покажам, денеска резултатот е во вашите раце. Ова е повеќенаменска политика насочена кон младите луѓе, тргнувајќи од желбите и потребите на младите луѓе. Нејзината цел е да ги подобри и развие условите за живот и можностите за учество на младите луѓе низ целиот ранг на социјални, културни, политички теми кои ги мачат нив, за нивните потреби, за нивните надежи и за нивните проблеми. Младинската политика, по дефиниција, е хоризонтална политика, каде што е согласена и координирана акцијата на различните сектори на политиката и администрацијата и се сведува низ интегрирана акција. Малку позамртена е оваа дефиниција, меѓутоа вградена е исто во младинската политика. Што би значило? Координирана на сите нивоа младинската политика е со цел да им служи на интересите на младите и да ги интегрира во општествениот, економскиот, политичкиот и културниот живот. Младите луѓе се во срцта на младинската политика. Не